не е вистина. Унгарска народна сказна. Си живеела еднаш една принцеза која била многу убава, но малку била чудна. Еден ден таа објавила дека ќе се омажи за оној маж кој ќе успее на кралот, незиниот татко, да му раскаже приказна во која тој нема да поверува. Во селото пак, кое било во близина на дворецот, живеел еден сиромашен млад селанец, кој кога ја слушнал изјавата на принцезата, отишол во кралскиот дворец и силно тропнал на портата, барајки прием кај кралот. Кралот многу добро знаел што сакало момчето, бидејќи многумина принцови и витези доаѓале за истата работа, надевајки се дека ќе ја добијат прекрасната принцеза, но сепак никому досега не му успеало да ја добие убавицата. И така на младиот селанец Џон му било дозволено да влезе во кралскиот дворец. Добро утро, ваше височество, рекол Џон. Добро утро, момче, па повели, кажи ми зошто си дојден. Ве молам, ваше височество, си барам жена. Тоа е добро, момче, но како ќе се грижиш за неа? Сигурно ќе се грижам онака како што прилега за една принцеза. И така да ви кажам, татко ми чува свиња. Навистина, рекол кралот. Прекрасна свиња, ваше височество. За неа последните 20 години се грижи татко ми, мајка ми, моите 7 сестри и јас. Навистина, рекол кралот. Да, ваше височество, таа секое утро ни дава млеко како и секоја крава. Навистина, рекол кралот. Да, ваше височество, таа ги снесува на љубавите јајца за појадок. Навистина, рекол кралот. И секое утро мајка ми си сече од неа по едно парче сланина и потоа наредниот ден на истото место повторно и расне ново парче. Навистина, рекол кралот. Еден ден свињата исчезна. Мајка ми насекаде ја бараше, но неа никаде ја немаше. Тоа било навистина тажно, рекол кралот. Конечно ја најде во шпајзот како брка глувци. Навистина корисна свиња, рекол кралот. Да, татко ми секој ден ја праќа во градот по набавка. Многу паметно од страна на татко ти, рекол кралот. Таа ги нарачува сите облеки на татко ми, моите, и тоа од кројачот на вашето височество. Тие се навистина убаво сошиени, рекол кралот. Да, ваше височество, таа ги плаќа и сметките за златото кое го наоѓа на патот. Навистина благородна свиња, рекол кралот. Да ви кажам, во последно време таа се однесува непослушно и најчесто е мрзелива и лошо расположена. Тоа е навистина тажно, рекол кралот. Таа одбива да појде онаму каде ќе и се каже и повеќе не и дозволува на мајка ми да вади сланина од неа. Треба да се казни, рекол кралот. Наспроти ова таа ослепува и повеќе не гледа кај оди. Неизе е потребно раководство, рекол кралот. Да, затоа и мојот татко го ангажира вашиот да се погрижи за неа. Тоа не е вистина, викнал кралот. Во тој миг се сетил на ветувањето што и го дал на ќерка си. Сега тој морал да се согласи да ја даде принцезата на овој селански син, но никогаш не зажалил поради тоа, бидејќи ова момче се покажало најмудро меѓу сите принцови и живеело среќно со својата невеста и со кралот уште многу години. Неколку години подоцна, кога Џон станал крал, сите се согласиле дека дотогаш не постоел толку мудар владетел како него.